Со Богородица стоиме под крстот. Заедничко страдање. Тогаш Ирод, кога виде дека мудреците го измамија, се разгневи многу и прати да ги уби сите младенци во Витлеем и по целата негова околина од 2 години и помалу, според времето што точно го беше узнал од мудреците. Мајка Марија добро го знаеше гневот на Ирод. Таа беше свесна за фактот дека безброј невини деца претрпеле смрт поради нејзиниот син. Таа и свети Јосиф побегнале во Египет за да го заштитат Исус, а кога Ирод дознал, издал наредба за масакар на сите тие скапоцени деца. Злото за кое некои се способни да го направат е шокантно и поразително. Како можел Ирод да направи такво нешто? И како можел да го направи тоа на сметка на синот на Марија, Исус? Овој масакар беше првиот јасен знак за неа дека нејзиниот живот и животот на нејзиниот син ќе бидат обележани со страдање и болка. Но мачеништвото на тие свети чеда не треба да не остави само во шок и тага. Мораме да погледнеме подалек од нивното страдање и да го видиме нивното сведоштво. Тие страдаа поради Божиот син. Тие беа маченици во вистинска смисла. Страдањето на тие невини деца треба да не научи дека целосното прифаќање на страдањата е свет повик. Ова е посебно случај кога сме невини во нашите страдања. Многу често, кога ќе наидиме на туѓа злоба, имаме тенденција да се револтираме, да се лутиме и да се бунтуваме, додека не ја исправат неправдата што ни е нанесена. Но тоа не го направи овие невини маченици. Многу години подоцна, кога мајка Марија стоеше пред крстот на нејзиниот син, таа беше свесна за неговото потполно и доброволно прифаќање на страдањето. Она од што беше спасен многу години пред тоа, сега се остварува. Таа размислуваше за смртта на тие невини деца многу поодамна како што размислуваше и за доброволната прегрната жртва на нејзиниот син на крстот. Размислете денес за големата вистина, дека сте повикани да сведочите за Христа. Повикани сте да сведочите со прифаќање на секој облик на неправедно страдање што го поднесувате во животот. Повикани сте да го прегрнете слободно, без гнев и без противење. Обидете се да го сватите начинот на мачеништво на кое што ве повикува нашиот Господ да го прифатите. Додека го правите тоа, радувајте се што сте достојни да учествувате во такво величествено сведоштво. Најдрага мајко, твојата сила е величествена. Беше сведок на толку многу бруталност во твојот живот, но никогаш не се поколеба во верата. Твоето мачеништво беше мачеништво по дух и тоа беше резултат на твојата непоколеблива љубов. Помогни ми, драга мајко, никогаш да не се препуштам на гнев или очај,
додека го гледам околу мене злото во светот. Помогни ми да останам непоколеблив во верата и надежта, верувајќи секогаш во Твојата мајчинска заштита. Мој Господи, Ти дозволи невините да страдаат поради Твоето присуство во светот. Кога ќе ми дозволиш да страдам, дај ми сила и благодат што ми се потребни да го прифатам со доверба и надеж мачеништвото. Дај ми да го следам Твојот славен пример и примерот на светите невини деца. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.